Секоја девојка која е сексуално активна, а не сака да забремени, има право на заштита од несакана бременост на најлесен и најдобар начин кој што е соодветен за неа. Сексот е важен. Тој носи чувство на среќа, на задоволство и е физиолошки акт, но исто така може да донесе и сексуално преносливи болести и несакана бременост. Битно е секоја млада девојка да знае дека има начин да се заштити од несакана бременост и сексуално преносливи болести на повеќе методи кои што се така наречени контрацептивни методи. Тие контрацептивни методи некои од нив се познати на младите девојки, а некои од нив не се. Познати се оние кои што се машкиот кондом, контрацептивната пилула и спиралата. Но она што е битно да знае една млада девојка е дека сите овие начини имаат различен начин на апликација, имаат различно време траење на заштитата и контрацепцијата, имаат различна сигурност и ефикасност од заштита од несакана бременост и сексуално преносливи болести, имаат повеќе своји предности, но имаат и негативности. Затоа е битно младата девојка да биде информирана, да може да го избере најсоодветниот за неа контрацептивен метод. Информациите кои што ќе ги добие младата девојка за избор на контрацепција треба да бидат од стручно лице или како што е гинекологот, или од стручни лица кои што работат во центрите за грижа на здравје на млади луѓе и жените. Тие информации треба да ги добијат од различни предавања, семинари, едукации или лични консултации, како и преку печатени брошури и одредени медиуми и интернетот може да се користи како алатка за запознавање со контрацептивните методи. Оно што е многу битно е дека постојат дилеми околу советувањата за контрацепцијата, односно контраверзи во однос на самото советување и годините кога треба младите девојки да бидат советувани, а исто така постои страф и срам од самите млади девојки за да се обратат заради неприфатеност или едноставно одбивање од информациите кои што им се дадени. Битно е една млада девојка да знае дека сите консултации направени со стручно лице се од оверлив карактер и се во 4 очи. Постојат во светот повеќе истражувања кои што аргументираат за бенефитот на контрацептивните методи. Например, битно е да се знае дека тие методи контрацептивни го намалуваат процентот на абортуси, го намалуваат процентот на несакана тинеџерска бременост, го намалуваат процентот на сексуално пренесливи болести, а со тоа се намалуваат и компликациите кои што можат да бидат по здравјето на една млада жена. Обично младите девојки информациите за бременост и контрацепција ги добиваат од своите врсници и своите другарки, срамејќи се да се обратат на професионални лица. Сите овие информации кои што ги добиваат младите девојки се полни со невистини, со претерувања и се пренесуваат од генерација на генерација, со што се прави тешко да се искоренат. Постојат повеќе митови околу самата бременост, начинот на забременување и контрацепцијата. Некои од нив, например, првиот секс не затруднува, туширање после секс не затруднува, ако момчето нема оргазам не затруднува, одредени позиции во креветот не затруднуваат, имањето секс во неплодни, плодни денови, во неплодните денови и безбедни денови не се затруднува. Битно е да се знае дека сите овие митови се погрешни. Единствено, правилниот и редовниот начин на користење на контрацептивна метода е оној што ќе ве заштити од несакана бременост и сексуална пренослива болест. Особено се битни митовите околу користењето на контрацептивната пилула. Знаеме дека контрацептивната пилула всушност се состои од хормонски компоненти 2 на естроген и прогестерон. Онаа најстрашниот мит за користење на контрацептивната пилула е заради таа хормонска компонента и идејата и информацијата дека предизвикува рак. Младите девојки треба да знаат дека долготрајната употреба на контрацептивна пилула всушност го намалува ризикот за 50% на карцином на јајникот и матката. Понатаму ги загрижува младите девојки и оној факт, тоест мит, кој што вели дека хормонската пилула или контрацептивната пилула дебеле. Постојат многу истражувања кои што докажуваат минимален ризик за зголемување на телесната тежина при користење редовно и долготрајно на контрацептивната пилула.
Понатаму постојат митови кои што всушност викаат дека долготрајната употреба на хормонска пилула после тоа ќе предизвика проблеми во останување на трудна на младата девојка или жена. Тоа е крајно погрешен факт и е мит затоа што долготрајната употреба на хормонска пилула всушност ги штеди јајните клетки, ги заштедува и понатаму поведнаш по престанување на самата контрацептивна терапија, дури со првиот редовен циклус, младата девојка може да остане трудна. Постојат повеќе методи на контрацепција, некои попознати на младите девојки, некои не толку многу познати. Едни од средствата за контрацепција се кондомите, кои што може да бидат и за момчињата, и за девојките. Тие представуваат механичко средство, особено ќе зборуваме за кондомот за момчињата, кои што се изработени од гума и латекс и се аплицираат на половиот орган пред сексуалниот однос и се отстрануваат по завршување на сексуалниот однос. Тие штитат од несакана бременост, спречуваат спермата да навлезе во вагината, но штитат и од сексуално преносливи болести и ХИВ. Ефикасноста на оваа метода е 98%. Понатаму постојат така наречени спирали или интраутерини влошки, кои што всушност се аплицираат во матката на младите девојки. Оваа метода треба да биде аплицирана од страна на стручно лице, гинеколог, и низината ефикасност и метода е до 99%. Но битно е да се знае дека тие штитат од несакана бременост, но спиралата не штити од сексуално преносливи болести. Понатаму добро познатата контрацептивна пилула. Тоа е таблетка која што се зима секој ден во циклични периоди, составена е од синтетски произведени хормони, ја зима младата девојка и всушност со неа се спречува овулацијата. Ефикасноста на оваа метода за заштита од бременост е над 99%. Постои така наречена пилула за итна контрацепција или хормонска таблетка за утрото потоа, која што може да се користи до 72 часа по заштитен и несигурен секс, каде што постои сомнение дека е можно да се остане трудна, но битно е да се знае дека оваа метода на контрацепција не треба да се користи постојано само во итни случаи. Понатаму постојат и некои методи на контрацепција кои што всушност ги нарекуваме несигурни методи, како што е прекинат сексуален однос или коитус интерруптус со ејакулација на момчето надвор од вагината и броењето и користењето на сигурни и несигурни денови, плодни и неплодни денови, безбедни и небезбедни денови. Но ефикасноста за заштита од бременост при користење на овие контрацептивни методи е многу мала. Оно што може да го кажеме е дека ако ги сублимираме сите овие контрацептивни методи, на младата девојка најдобра заштита ќе ја даде комбинацијата на користење двојна контрацепција, тоест кондом плюс таблетка, затоа што таблетката ќе ја спречи несаканата бременост, хормонската таблетка, а кондомот не само што ќе потпомогне во спречување на несаканата бременост, туку и ќе спречи пренесување на сексуално пренослива болест и ХИВ. Повеќето жени во некој период од својот живот пиеле контрацептивна терапија. Помалку познато на младите девојки е дека сем контрацептивната улога на хормонската пилула за заштита од несакана бременост може да биде користена за лекување на одредени болести и состојби и може да има извонредни придобивки за здравието на младата жена, на младата девојка. Една од работите кои што може да ја направи хормонската пилула е да го изрегулира менструалниот циклус, да ги намали обилните и долготрајни крварења, нивниот обем да го намали, болната менструација да ја намали, како и да го изрегулира менструалниот циклус со редовни добивања. Сите знаеме за фактот дека многу девојки отсуствувале од училиште, факултет, од одредени испити, социјални дружења и патувања поради менструални проблеми. Едно од тие синдроми е дисменоријата, кој што представува болна менструација заради зголемено количество на еден ензим простагландин, кој што всушност предизвикува зголемени контракции и грчеви на матката, а со тоа и болки при самото менструирање во малата карлица и во стомакот. Со користење на контрацептивната пилула и спречувањето на овулацијата се намалува и количеството на овој ензим простагландин, а со тоа се намалуваат и симптомите и болките во дисменоријата.
Понатаму друга болест и состојба во која што помага користењето на контрацепција или контрацептивна пилула е така наречената ендометриоза. Ендометриозата е болест која што представува растење на ткиво од матката, од слузницата на матката, надвор од матката, во јајниците и во другите околни ткива, со што создава болки. Со спречување на овулација и користење на хормонска пилула се намалуваат и овие болки и симптоми. Понатаму добро познатиот предменструален синдром и дисфорично пореметување предменструално кое што се јавува кај младите девојки. Тоа се плејада на едни симптоми, кои што хормонската пилула ќе ги намали, ќе ги олесни и полесно ќе се помине оној период пред добивање на менструација. Други состојби негинеколошки со кои што се бави и може да помогне хормонската пилула е при зголемена влакнатост на телото, хирзоитизам, губење на косата, алопеција, како и одредени кожни проблеми и акни кои што може да се јават. Треба да се резимира дека користењето на контрацептивната пилула ја прави менструацијата пократкотрајна, понеобемна, пооскудна и редовна, со што се олеснува животот на секоја млада девојка во извршувањето на своите секојдневни активности. Спиралата или интраутерината влошка е мала направа која е во форма на буквата Т, изработена од пластичен материјал кој се внесува внатре во матката на жената или младата девојка во услови на немање инфекција или пелвична инфламаторна болест во почеток на менструалниот циклус. Низиното дејство во смисла на контрацептивна терапија е физичко спречување на навлегување на спермата и оплодување на јајната клетка. Таа може да се носи подолго време, но максимум до 5 години и потребно е во цел тој период да се имаат редовни гинеколошки контроли. Битно е да се знае дека таа спирала може да се извади кога ќе посака младата девојка, може да се аплицира кај млади девојки кои што не раѓале, но може да се аплицира и кај жени кои што завршиле со репродукција. Два вида се актуелни на спиралата. Едната е со бакар, а другата е со хормонска компонента. Спиралата со бакар, всушност бакарот, делува како спермицидно средство кој што ќе ги уништи сперматозидите и со тоа нема да дозволи оплодување на јајната клетка. А онаа спирала со хормонска компонента, која што ја прави и разликата од другата спирала, е самиот хормон кој што го има во спиралата, кој што полека се ослободува од самата спирала, кој што зголемува ефикасноста на заштита од несакана бременост, но може да користи и во лекување на одредени состојби, како например обилни менструации и одредени патолошки состојби, како например полипи на матката. Она што е битно да се знае дека секоја оваа метода, особено оваа спиралата, има своји предности, недостатоци и начин на апликација. Но информациите кои што ќе ги добие младата девојка ќе бидат од стручно лице и заедно со стручното лице ќе одлучат за дали спиралата представува најефикасен метод за заштита од бременост на самата девојка. Интересен е фактот дека од 2007 година до денес спиралата или интраутерината влошка е најкористена контрацептивна метода и повеќе од 180 милиони жени до ден денешен имаат аплицирано спирала. Секоја млада девојка и жена има 100% право на своите репродуктивни права, со што и се дава целосна слобода за грижа за своето репродуктивно здравје, а и максимално учество во општеството. Оно што представува планирањето на семејството е еден паметен, сигурен метод со кој што ќе овозможи на секоја млада девојка да прецизно, точно, обмислено ја планира својата бременост во период во животот во кој што сака и во кој што е спремна за да стане мајка заедно со својот партнер. Централна точка во планирањето на семејството е всушност користењето на контрацепцијата. А користењето на контрацепцијата и дава целосна автономија на младата девојка да одлучува за своето сексуално и репродуктивно здравје, за да може да си го планира своето сопствено идно семејство. Исто така е многу битно да се каже дека користењето на контрацепција и планирањето на семејството не би биле тоа ако не се остваруваат преку одредени советувања,
консултации кои што ќе бидат дадени на младите девојки за да можат тие да одлучат и да ги користат контрацептивните методи за нивното остварување на сексуално и репродуктивно здравје. Со методата на планирање на семејство, не само што ќе се даде право на младата девојка да одлучува за кога да остане трудна или не. Докажано и направени се бројни истражувања дека со аплицирање на методата на планирање на семејство можеме да имаме многу голем процент намалени несакани тинеџерски бременности, несакани бременности воопшто, а со тоа да се намали и бројот на абортуси, бројот на компликации од абортуси и несакани бременности, со тоа целосно се намалува и заболувањата и смртноста на доенчињата и на мајките, но се намалува и процентот на сексуални преносливи болести и ХИВ. Битно е да се знае дека планирањето на семејство е човеково право и секоја млада девојка со целосна автономија и своја одлука треба да го практицира. Ова е век на жената. Секоја млада девојка треба да го знае тоа. Таа е носител на целото наше општество. И само со правилен развој на женската популација можеме да го оствариме нашиот заеднички и целосен потенцијал како луѓе. Битно е младата девојка да има еден отворен, прагматичен и толерантен пристап кон сексуалните активности, да сака да биде информирана и да има слободен пристап до сите информации и советувања за своето сексуално здравје. И секако, редовни гинеколошки прегледи со самото започнување на сексуална активност, за да може да го зачува, да го негува своето сексуално и репродуктивно здравје, кое што понатаму ќе и помогне во прецизно и точно обмислено семејно планирање да го оствари својот потенцијал како модерна современа жена и мајка која што ќе допринесе во општеството и ќе биде среќна и успешна.